Денеска православната црква ги празнува преподобниот Павле Тивејски, преподобниот Јован Кушчник Колибар и преподобниот Гаврил Лесновски. Преподобниот Павле Тивејски роден е од богати родители во Долна Тива, Теба, Мисирска за време на царот Деки. Целиот родителски имот Павле го наследил заедно со една своја сестра, но неговиот зет, кој бил идолопоклоник, посакал и делот од имотот на Павле да го заграби, па му се заканил на Павла дека ќе го издаде на судот како христијанин, ако не му го отстапи својот имот. Едно заради таа беда, а второ заради јуначките примери на самопожртвуваност на христијанските маченици, кои Павле со своите очи ги видел, го побудиле, та тој и го дал и својот имот на својата сестра и без ништо се оддалечил во пустината каде што се подвизувал до својата смрт. До каква духовна височина достигнал овој чуден монах, сведочи никој помалку туку светиот Антониј Велики, кој еднаш го посетил Павлета и го видел како зверовите и птиците небесни му служат. Враќајќи се од таа посета, Антониј им рекол на своите монаси: "Тешко мене, деца мои, на грешниот и лажниот монах, што сум само монах по име. Го видов Илија, го видов Јована во пустината и на вистина го видов Павлета во рајот." Светиот Павле живеел 113 години и мирно се упокоил во Господа во 342 година. Преподобниот Јован Кушчник Колибар роден е во Цариград за време на царот Лав I, од богати и од познати родители. Бил единец на своите родители. Повлечен со склоност кон духовен живот, младиот Јован одбегнал тајно со еден монах во некој манастир во Мала Азија. Во тој манастир престојувал 6 години во преголемо воздржување, молитва и послушност кон игуменот. Тогаш го нападнал ѓаволот со искушение, така што требало да го остави манастирот и да се врати кај своите родители, да живее кај нив како благородник. Тој на вистина се вратил во домот на своите родители. Облечен како просјак, ги видел своите родители, но не сакал да им се јави како нивни син, туку како просјак се населил во нивниот двор, живеејќи само од трошките што слугите му ги фрлале и поднесувајќи многу понижување од секого. Цели 3 години тој така проживеал, молејќи му се на Бога за спасение на душите на неговиот татко и на неговата мајка. Кога се разболел и го почувствувал приближувањето на смртта, тој им се јавил на своите родители кои го познавале по едно скапоцено Евангелие, што тие во детството му го подариле и кое тој го чувал кај себе како целокупен свој имот. И така овој младич, иако многу богат, ја спасил својата душа, ги спасил душите на своите родители и го победил ѓаволот. Се упокоил во Господа околу 450-та година.
Преподобниот Гаврил Лесновски, словен и другар на светиот Прохор Пчински и Јован Рилски, се подвизувал во 10 век кај Кратово на гората Лесновска, каде созидал храм на светиот Архангел Михаил. Бил чудотворец и за животот и по смртта. Сегашниот велелепен храм на тоа место го подигнал Душановиот војвода Јован Оливер. Светиот Гаврил се упокоил во Господа кон крајот на 10 век. Достойно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Tebe